Полицијата заплени 238 килограми марихуана во Кочани вредна 400.000 евра. За нелегалната трговија со дрога осомничен е бугарски државјанин, собственик на фирма за канабис. Во транспортот на марихуаната било вклучено и возило на Кочанското јавно предпријатие Водовод. Во текот на месец јули 2022 година, преку правниот субјект, каде во својство на управител е регистриран СВК, извршена е набавка на марихуана, која потоа е сместена во објект во рамки на наведениот правен субјект, пошто на 14 јули 2022 година дел од истата е префрлена во контејнер за отпад, односно во специјално товарно моторно возило за собирање смет, собственост на комуналното јавно предпријатие Водовод од Кочани, за да потоа биде оставена во депонијата во Кочани, од каде непознати лица ја земале за натамошно неовластено пуштање во промет. Дрогата полицијата ја нашла на Кочанската депонија во комуналното возило. По забележување на товарното моторно возило со надпис КЈП Водовод комунална хигиена, како влегува во оградениот простор на правниот субјект од Кочани, каде работници од КЈП Водовод и комунална хигиена механички ја истуриле содржината на контејнерот за смет во камионот, преземени се мерки и активности при што истото е сопрено. При тоа, од извршениот преглед на товарното моторно возило, утврдено е дека во внатрешноста на товарниот дел има поголема количина на марихуана. Пронајдената марихуана е одземена и предадена во одделот за криминалистичко-технички испитувања и вештачења за понатамошна постапка. Против собственикот на фирмата за канабис, лице на возраст од 39 години со иницијали СВК, како и против правниот субјект, поднесена е кривична пријава.